граѓаните кои гласаа јасно ја изразија својата волја, а гласањето помина во мирна атмосфера, со понизок одзив од вообичаеното и со помали технички проблеми и нерегуларности на кои институциите соодветно реагираа. Кон крајот на денот, на мал број гласачки места, забележани беа тензии и одредени действија кои не може да се окарактеризираат како систематски, туку како изолирани и поради тоа немаат влијание врз резултатот од гласањето. Во текот на денот, наблюдувачите на МОСТ во неколку наврати јавија за случаи на пропаганден материјал пред гласачките места. Во најголем дел од случаите, по интервенција на полицијата и институциите, материјалот беше отстранет. Во поединечни случаи на различни изолирани гласачки места беше забележано непроверување на палецот со UV ламба, непроверување на документи за идентификација, како и необележување со мастило. Забележани беа и случаи на групно, односно семено гласање. На 3 гласачки места имаше прекин на гласањето поради технички проблеми. Уште еднаш потенцираме дека станува збор за мал број случаи и изолирани случаи. На мал број гласачки места, пред крајот на гласањето, забележани беа обиди за нарушување на правилото еден човек, еден глас, кои не може да се окарактеризираат како систематски, туку како изолирани случаи и поради тоа нема влијание врз резултатот од референдумот. МОСТ го наблюдуваше спроведувањето на гласањето на болните и немоќни лица од страна на 94 избирачки одбори, каде беа пријавени 331 гласач за предвремено гласање. Главната забелешка е дека на 11 гласачи не им била почитувана тајноста на гласањето, односно во моментот на гласање имало присутни лица во просторијата каде што се гласало, а 4 плика со гласачки ливчиња не биле ставени во гласачката кутија. Гласањето на затворениците исто така помина без регистрирани проблеми. Граѓанската асоциација МОСТ ги нотираше инцидентите кои се случија пред едно од гласачките места во странство, поточно во Австралија, и оценува дека истите ја нарушуваат слободата на граѓаните да го искористат своето право на глас. Снимањето на лицата кои сакаа да гласаат од страна на приврзаниците на движењето Бојкотирам, јавното етикетирање и говорот на омраза, што беше користен во овие случаи, негативно влијаја на атмосферата пред денот на гласањето и во Република Македонија. Избирачкото право е гарантирано со Уставот на Република Македонија и никој нема право да го повредува. Во врска со избирачкиот список, бројот на гласачи кои не можеа да се пронајдат во избирачкиот список не влијаеше на излезноста, но ваквата појава која беше присутна на повеќе гласачки места низ државата, остава можност за сомнеш во веродостојноста на податоците во избирачкиот список. Како резултат на ова, овие граѓани не можеа да го остварат своето гласачко право. Неможноста да го остварат своето право на глас покрај пропустите во избирачкиот список, во изолирани случаи, беше резултат и на несоодветната проверка на податоците во изводот од избирачкиот список од страна на дел од членовите во избирачките одбори. МОСТ уште еднаш апелира до институциите во најскоро време да ги отстранат долгогодишните системски проблеми во водењето и ажурирањето на избирачкиот список. Се додека неажурираноста на избирачкиот список се злоупотребува од политичките партии и не се пристапува кон сериозно и консензуално решавање на овој проблем, избирачкиот список ќе продолжи да биде фактор на недоверба во изборните процеси.